Најавивме дека ќе зборуваме на една тема која што верувам ќе ве заинтересира и ќе ни се вклучите во нашиот разговор, на нашиот телефон кој што веќе е поставен на нашата Facebook страна, онаму каде што не следите во живо. Меѓу групите на ретки болести и мултисистематски болести се бројува и цистичната фиброза, а наш гостин е Ивана Атанасовска, девојка која има ретка болест и ја покренува петицијата, се разбира како председател на Асоциацијата за цистична фиброза, насловена "Имаме право на лек, модуларна терапија за сите". Здраво за Ивана, добро ни дојде во студиото на Радио Бела. Здраво, фала на поканата. Многу ни значи да шириме свест за цистична фиброза и за се што се соочуваат пациентите, да кажеме, да се знае дека е стварно тешка болест и дека имаме потреба од лек. Ќе зборуваме малку и за болеста, но јас најпрво би сакала да го покренам она за кој поводот и причината што ни си тука, токму за подигнувањето, односно поставувањето на петицијата, која што оди онлайн. Ние ќе ја прикажеме во текот на нашиот разговор за да можат да погледнат оние кои што сакаат да се вклучат. Петицијата е онлайн, лесно е за потполнување, доволно е само да се даде својот глас. Ја споделиме на нашата веб страна. Досега колку потписи имате собрано и што значи оваа петиција? Зошто ја покренавте оваа иницијатива? Петицијата ја покренавме пред околу месец дена, помалку од месец дена. Досега собравме околу 8600 потписници. На тој начин сакаме да кажеме дека нашата битка не е само наша, дека ни треба поддршка и од општеството за да можеме да се избориме и да добијаме модуларна терапија, современа терапија за цистична фиброза за сите пациенти во Македонија, за да имаат еден подобар, поквалитетен и подолг живот. Кога велите модуларна терапија, дали за оваа болест има лек? Значи, има ли лек во светот? Ова е најиновативна терапија што досега постои. Дел од модулаторите кои постојат веќе во светот се стари 10 години. Последната терапија кафтриото, за која ние најмногу се бориме, бидејќи опфаќа најголем број на пациенти кои имаат оваа состојба, вклучува околу 90% од пациентите со цистична фиброза и е соодветна за толкава група на пациенти. И би значило на некој начин и лек, бидејќи досега се третираат само симптомите на болеста со антибиотска терапија. Оваа терапија на некој начин е најблиску до генетска терапија, односно прави промена во протеинот на генот. И на тој начин ја подобрува општата ситуација која настанува поради болеста. Петицијата ќе биде доставена до каде? Која е и целта на самата петиција? Целта на петицијата е да собериме поддршка од општеството и таа планираме да ја доставиме до Министерство за здравство, да имаат увид дека покрај тоа што нас ни е потребна оваа терапија, ние зад нас имаме и родители, имаме и сопружници, имаме и пријатели кои сакаат да бидиме дел од нивното секојдневие и да бидиме подолго време добри и живи и здрави. Лекот дали го има во европските земји? Во најголем дел од европските земји го има лекот. Прво се појави во Америка, многу потоа за брзо време почна да се шири низ сите европски земји и последниот месец веќе е достапен и во Хрватска. Пациентите веќе го очекуваат да стигне, сите процедури се поминати, што значи дека за брзо ќе имаме и оттаму одговор како функционира лекот. Ама се добри досега сите резултати на пациентите кои го примаат овој лек покажуваат многу големи подобрувања. Колку е важен, колку е витален овој лек за лицата болни од цистична фиброза? Битен е заради две, може би да речам, поголеми работи. Во еден дел, кај дел од пациентите може да се намалат
секојдневните инфекции, проблемите со одење по болници, може да се намали хоспитализацијата на пациентите по болници. И од друга страна, надежта дека постои лек и дека на тој лек работеле научници, вложиле труд, години од образованието, за да го создадат, на еден начин е надеж за нас дека некој се грижи за нас и дека сака да ни помогне, да се искорени оваа болест на некој начин. Ке не упатиш малку во болеста, но пред се би сакала да те прашам дали можете како семејства да го набавите тој лек? Како семејство индивидуално не можеме да го набавиме лекот, затоа што прво не е возможно, лекот мора да се зема под медицински надзор, станува збор за таблети, меѓутоа кај дел од пациентите има и нус појави кои морат да се следат, да се третираат. Лекот се дава со одредено дозирање кое го одредува лекарот според состојбата на пациентот. И кај секој пациент, бидејќи состојбата е индивидуална, мора да се следи секоја промена која се случува во организмот на пациентите. А колку чини? Лекот нема конкретно цена на пазарот, меѓутоа чини околу 80.000 евра по месечно за еден пациент. Меѓутоа, ако државата склучи договор со компанијата, тие имаат на еден дел кој што го викаат compassionate use, тоа значи дека на еден начин како од сочувство за пациенти кои се во тешка состојба, овој лек го даваат бесплатно ако државата има склучено договор со компанијата и ако е регистриран лекот во државата. И исто така цената варира од држава во држава во зависност од тоа колкави количини се земат. И за колку пациенти, или односно ќе те прашам колку луѓе боледуваат од оваа ретка болест во Македонија? Во Македонија имаме околу 130 на досега диагностицирани пациенти. Има и пациенти кои се диагностицираат во повозрастните години. Со тоа што нивната состојба била подобра во еден подолг период од нивниот живот како деца, така да не покажале некои индикации дека имаат цистична фиброза. Меѓутоа станува збор за прогресивна болест, така што прогресијата кај секој е различна и мора да се следи и да се одржува кондицијата на здравствената кондиција. Еве, разговараме сега на оваа тема на нашиот медиум. Верувам дека и другите медиуми ќе прифатат да слушнат за оваа ретка болест и да помогнат со своите можности да допрат до јавноста, за да може лекот да им биде достапен на пациентите, бидејќи навистина грижата за секој човек е многу важна. Па прашањето ми е, сте се обратиле ли до институциите како Министерство за здравство, Агенцијата за лекови и така натаму, за да побарате можност лекот да биде донесен во Македонија? Да, досега баравме, неколку пати имавме и средба со Министерството за здравство, меѓутоа досега немаме некаков конечен одговор дека да, ова терапија ќе се набави за брзо време. Заради тоа ја покренавме и петицијата, сакаме некако да ги забрзаме овие процеси, бидејќи многу човечки животи зависат од овој лека, животот на крај крајва и нема цена, без разлика дали станува збор за 18.000 евра месечна терапија по пациент или било која друга сума. 076 80 25 95 е нашиот телефонски број за сите оние кои што сакаат да ни се вклучат во разговорот или сакаат нешто да прашаат. А следното прашање ми е токму она што претходно дискутиравме, малку да не упатиш кон оваа болест, со кои симптоми, со кои проблеми се соочуваат луѓето заболени од цистична фиброза? Да, цистична фиброза е ретка мултисистемска болест и не е заразна, многу битно да се каже. Оваа болест се добива кога двајцата родители се носители на по еден ген од CF.
CF ген, односно секој болен пациент добива по две мутации на генот кои не функционираат едноставно добро и во комбинација прават дете болно од цистична фиброза. Цистичната фиброза најчесто ги опфаќа белите дробови, дигестивниот систем, ги опфаќа црниот дроб и прави проблеми со панкреасот. Најчести проблеми се со дигестивниот систем и со белодробието. Заради тоа кај пациентите се создава густ и леплив секрет на кој се налепуваат бактерии и прават инфекции, чести пневмонии, кои мора да се третираат исклучиво со антибиотска терапија. Кај секој пациент состојбата е индивидуална, меѓутоа бидејќи станува збор за прогресивна болест, животниот век кај пациентите со цистична фиброза е многу помал во споредба со нормален човек. Сега животниот век е отприлика 30 години, така што мора да одиме со нови терапии за да се зголемува се повеќе животниот век. Инаку пациентите со цистична фиброза мора да прават секојдневно голем број на инхалации. Некогаш искрено и не се стасува преку цел ден се да се стаса. Имаме обично по 2 инхалации антибиотски, една инхалација која го отвара белодробието и помага да се искашла тој густ секрет кој се лепи во белодробието. Потоа има терапии кои секојдневни апчиња кои ги примаме со секоја храна, витаминска терапија, суплементи други во исхраната кои нашиот организам заради состојбата не може да ги прими доволно или да ги обработи, така да стигнуваме до 30 апчиња во текот на денот и по некогаш и до 6 инхалации во ден. Исцрпувачки е сето тоа во секој случај. Тоа е и физички и материјално исцрпување на семејствата, верувам, бидејќи... Да, и психичко исцрпување, бидејќи се случува многу често кога имаме повлошена здравствена состојба, да не можеме да спијаме, да кашламе во текот на ноќта. Тоа ствара и секираци нормално и кај брачните партнери, и кај родителите, кај помалите деца. И нормално нареден ден никој не е, да речам, функционален, ни за на работа, ни за на училиште децата. Така што со модуларната терапија на некој начин би се намалиле овие екзербации, би се намалило честото влошување кај пациентите, ќе се намалат најверојатно и честите венски терапии. Обично одиме на секој 3 месеци на венска терапија, по 2 недели лежиме во болница. И тоа на некој начин не истоштува и психички, бидејќи секој 3 недели ние се одделуваме од семејството, се одделуваме од секојдневните активности кои ги имаме и едноставно е тешко некако човек да живее со сето тоа ако ја нема соодветната поддршка од околината. Рече од околината и од семејството, извини се што преминавме ти. Но што е тука со државата и нејзината грижа за овие луѓе? Повторно прашувам, дали и колку Министерството, дали сте се обратиле до повисоките структури, председател на држава, со оглед на тоа што лекот е толку близко кога ректе дека еве во Хрватска стасува лекот, толку близко, а сепак толку далечен за пациентите од Македонија? Да, пред скоро време бевме и до кај председателот. Неколку пациенти, меѓу кои еден од пациентите кои веќе ни се на постојана кислородна поддршка, за жал на кого му е во напредна фаза болеста и кој единствен спас гледа во лекот и во можноста неговата состојба малку да се подобри
за да може да функционира подобро. Меѓутоа добиваме ветувања, но сепак ќе кажам до сега немаме никаков позитивен, да речам, одговор дека се чека терапијата или дека е склучен некаков договор. Мора државата да се заземе за пациентите, не само за пациентите со цистична фиброза, за било кој за кој има лек, нормално треба да сакаат да го набават, бидејќи, како што кажав, човечкиот живот и нема цена, посебно па животот на млади личности. Јас, подготвувајќи се за овој разговор искрено, пронајдов дека министерот за здравство во јуни месец изјавил дека сега брзо ќе стаса лекот, но има некакви административни пречки. Лекот наводно договор со некаква фирма од Лондон и од Англија. Не знам колку е сега точно, сега само разговараме вака без да поставам одредени прашања. Што е направено со таа работа? Што се случи? Каде е застојот во сето тоа? Вака на почеток, уште пред неколку години се бараше еден од модулаторите кои тогаш беа достапни, калидекото, се бараше за 3 пациентки кои имаат мутација која одговара на тој лек. И по долгите процедури, конечно годинава пациентките го добија лекот. Меѓутоа, на почеток го добија само за 2 месеци, да се израдуваат, да му се подобри здравствената состојба и по 2 месеци лекот да го снема повторно и да се вратат на кислородна поддршка. По борба со институциите, да речам, лекот повторно се обезбеди, сега пациентките го имаат за цела година. Меѓутоа, тоа сепак не е решение, мора лекот да се регистрира за да биде постојано достапен, бидејќи не смее со ваков лек да се прават паузи, кај пациентите мора постојана терапија. Мора да се зема секојдневно, ама ние сега го бараме за сите пациенти, за да не дојде да бидат во толку влошена здравствена состојба, да треба дури и трансплантација, за тогаш да го добиваме лекот. Многу е битно овој лек да се добие дури пациентот е во добра состојба, за што подолго да се одржува неговото добро здравје и да може да биде функционален, да допринесува во општеството. Тоа е за нас и еден вид на желба да можеме да бидеме еднакви учесници во општествените случувања. Ние сме работоспособни, меѓутоа со голем број на отсуства заради самата состојба, на некој начин не е многу тешко да најдеме работа во приватниот сектор, затоа што тоа се коси со бизнис логиката, поголеми профити со помали отсуства, со помали загуби. И затоа бараме на некој начин некои така системски решенија со кои државата ќе ни помогне за да може полесно да ја водиме оваа битка со болест. Ти спомна во текот на разговорот, ја сакам пак да потенцирам и да прашам дали оваа болест е смртоносна, колкав е животниот век на луѓето кои што ја имаат оваа болест? Да, оваа болест е смртоносна, е прогресивна, кај секој пациент е индивидуална прогресијата. За жал, порано многу ни умираа пациенти на 12-13 годишна возраст. Сега имаме и повозрастни пациенти, еве јас сум 30 години, имаме пациентка или пациент од 40 на години. Така да, животниот век во просек кај нас е сега 30 на години, што е многу тажно. Има земји каде што пациентите со цистична фиброза не само што стануваат родители, туку ги дочекуваат да ги видат и своите внуци. Има пациенти во светот со по 60-70 години и на некој начин тоа е нешто за кое сакаме да се избориме. Сега новост во нашата асоциација е, ја имавме првата мајка, родилка, која има цистична фиброза. И мајката и бебчето добро помина, се чувствуваат добро, бебето нема цистична фиброза. И
сакаме што повеќе да имаме вакви убави поводи, наместо да зборуваме за тоа дека бараме терапија и за смртност, да зборуваме за некои поубави работи во иднина. Тоа се нашите желби. Јас верувам дека жалбите ќе се исполнат, дека оваа петиција ќе биде само една проформа сега за потпишување на сите оние кои што сакаат да ја потпишат. Верувам дека ќе се успее во намерата и во битката да се зачува секој човечки живот и државата ќе подаде рака и на овие луѓе. Ивана, јас ти благодарам што ни беше дел од емисијата Радио што се гледа. Се надевам и ние ќе дадеме свој придонес во афирмирањето и битката да се издействува, да се добие лек за оваа болест и да зборуваме понатаму за твоите професионални ангажмани, а не за асоциацијата и за болестите. Да, се надевам. Јас фала многу и на поддршката. Секогаш медиумите нас треба да ни бидат пријатели за да можеме борбата да ја издвојуваме заедно, да ја извојуваме. Така што ви благодарам уште еднаш на поддршката и се надевам дека петицијата може да стаса до 10.000 потписници. Ја пренесуваме на нашиот екран. Сите оние кои што сакаат да бидат дел од таа петиција и да помогнат во оваа намера, можат многу лесно да се регистрираат, да се потпишат. Електронска е, значи нема потреба да се оди некаде за да може да се стави потписот и верувам дека набрзо ќе ни дојдете со добри вести, дека сни постигнале нешто, а ова еве и апел до сите оние луѓе кои што едноставно во наводници, јас би рекла, ги кријат своите болести. Убаво е човек да јавно да пристапи да каже, затоа што лекот може да се најде само ако биде побарен. Така е. Фала. Благодарам уште еднаш за твоето гостување. Фала. Бистра вода минува, да не поминува. Тргам срце од неа, што ми ја спомнете, силно станува. Нека тоа не знае